Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8 добро вечер. 6 месеци откако граѓаните му ја дадоа довербата во втор мандат да ја предводи општината. Доволно време да се реализираат долгорочните визии за општината, како во овие изминати 4,5 години, така и оној период од мандатот што предстои последниот пат. Со него разговаравме на ТВ Дуел кога се соочија со против кандидатот Милијан Донов во пресрет на локалните избори. Овој пат соло градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски. Добро вечер, добро дојдовте за прв пат во Версус. Добро вечер вам во студиото, добро вечер на гледачите на Канал 8 телевизија. И мене ми е драго што одвоивме заедничко време да можеме да оваа вечер продискутираме за сето она што се случува во градот, односно она што можеме да го допирнеме како интересна точка за нашите гледачи. Ке се обидеме да направиме еден пресек на сработеното, барем во овие 6 месеци. Се разбира, она што најмногу ги интересира граѓаните се економските теми. Последниот период беа најавени странски инвестиции во Кочани. Неодамна, пред неколку дена се сретнате со сирискиот конзул во Македонија. Сириските бизнисмени биле заинтересирани за вложување во текстилот и храната, а претходно беше најавена уште една голема инвестиција во автомобилската индустрија за производство на кабли и електронска опрема за патничките возила. До каде се најавите? Па добро. Една од постојаните задачи на мене како градоначалник и на вработените во општинската администрација е детектирање и разговарање, подготвување на теренот за потенцијалните инвеститори, било да се од земјата, било да се од странство, и тоа стварање на некои услови кои што ќе бидат примамливи за тие наши потенцијални инвеститори. Може би беше последното тоа што беше со нашиот почесен конзул во Сирија, господинот Мезен. Тој најавува еден поинаков вид на инвестиции, едни инвестиции од тоа што во Сирија има нереди и нивните стопанственици, нивните бизнисмени сакаат да изнедат една помирни точки, помирно поле, каде што би можеле да работат нормално. Тие се доста познати со својот текстил, со својата храна и едноставно преку него ги испитуваат терените и во Република Македонија, за да можат да евентуално пребегаат од тие нивни премрежија кои што ги имаат во тие воени услови, заради тоа што и таму, спрема неговите кажувања, никој не ја сака војната, меѓутоа војната е таков некој ѓавол кој што се појавува и тешко се истерува, и има интерес од нивна страна за да можат, значи кои се условите овде за да можат да дојдат во Република Македонија и пошироко во Кочани. Тоа е поврзано една повисока политика. Тој овде цела недела разговара и со други места во Република Македонија, меѓутоа тоа е еден почеток, една иницијатива. Ние имаме конкретни работи во делот на претходните разговори кои што ги имаме со многу компании, со многу фирми, и една позната америчка компанија. Чиме се уште се држи во тајност? Па не се држи во тајност, се уште не треба да се шпекулира заради тоа што тие така најавија, кога ќе дојдат тие преку еден заеднички настап, ќе го обелодениме сето она што... Добро, колку се сериозни тие најави? Вице-премиерот Пешевски рече дека нема да изненадуваат. Најавите се толку сериозни што веќе 59 луѓе се вработени во таа компанија. За 10 дена се очекува да почне редовното производство. Машините се дојдени, сместени се во еден капацитет во лесна индустрија, така да ова е веќе реалност и ова е отпочнување на таа инвестиција од автомобилската индустрија, значи автоелектрика, и секој месец се очекува да бидат вработувани уште по 50 на луѓе, бидејќи почетокот знаете сами каков е тежок. Колку е вкупниот број на вработување што се очекува? Една таква инвестиција е потребно да се отпочне циклусот на производство, за да можат да се ствараат услови за понатамошни. Значи, како што рековме, секој месец по 50 на дојдат некаде до 500-600 до јуни месец наредната година, а до крајот на 2014 се очекува да дојде до бројката од 2000 вработени. Доаѓаат и имаат повеќе сектори, тоа е позната
познат бренд во автомобилската индустрија. Имаат преку 40.000 вработени во цел свет и сега од одредени региони заради погодностите што ги дава нашата држава, тие доаѓаат овде. Да, но што беше пресудно да се одлучат инвестицијата? Да, токму така. Да биде овде. Ефтината работна рака, едуцираната работна рака, погодните услови кои што ги даваме ние и како општина и државата пред се ги дава, ослободување од некои давачки, намален данок на персонален данок со кој што може да ја влече својата добивка, ги натера така да овие денови тие се наши гости и ќе продолжиме разговорите во правец на она што го реков, на повеќе нивни дивизии да дојдат, значи не само од автомобилската, туку и од електронската, изработка на антени, за да можат изработка на подготовка на кабли, така да очекувам дека ова во тој правец ќе се заврши. Дали ова мразот е веќе скршен. Да, дали оваа инвестиција може да отвори простор за конечно формирање на таа индустријска зона во Кочани која што беше во најава, но не се реализираше? Ние како Кочани имаме една индустријска зона која што не е од класичните технолошко-индустријски развојни зони, како што ги имаме 4 сега во Република Македонија, 2 се Бунарџик, 1 Штип и 1 Тетово, туку тоа си класична индустријска зона и токму таму се сместени овие засега инвеститори. Ние имаме многу капацитети кои што се подготвени да ги примат тие потенцијални инвеститори, а имаме и подготвено терени, урбанизирани терени на многу места во градот, каде што едноставно ги задоволуваме сите нивни потреби што ги бараат потенцијалните инвеститори. Веќе им понудивте капацитет или ќе градат нов? Па, принципот на нивната работа е да на почетокот е да на веќе постојни производни хали и тие се сместени во една производна хала, имаат лоцирано уште 2 такви производни хали кои што се во стариот дел од индустријскиот дел на градот, а сега разговараме да им понудиме и земјиште за да тие си отпочнат своји хали, за да си отпочнат свое производство. Заинтересирани се и за градежно земјиште, за изградба на колективно домување, значи сакаат и да со нивното доаѓање овде ги преселат дел од нивниот стручен кадар, за да може да се населат овде во општината Кочани. Тоа е една мощна позитивна работа и очекувам дека ќе биде општо добро за целокупното живење. Кое земјиште им го нудите? Во кој дел од градот? Па, во општината Кочани има на повеќе места во градот Кочани урбанизирани парцели, урбанизирани места. Кога дојдов 2009 година, за жал немавме скоро ништо. И еве, за овие 4 години, ако нешто направивме во тој дел. Урбанизирано е комплетно лесна индустрија, урбанизирано е керамидница, која што е стариот влез во Кочанско поле, така го знаат нашите гледачи, од подвозникот. Урбанизирана е виничка вада, тоа е исто така на влезот во општината Кочани. Урбанизирано е над каналот, значи во местноста Дрчевик. Во фаза на урбанизација сме на делот што беше магазин за слама во фабриката за хартија. Во фаза на урбанизација е леснина, односно погонот за дневна нега, кое што беше неурбанизирано, така да имаме многу места, многу парцели кои што ги нудиме. Урбанизирано е за аквапаркот, односно сместувачките капацитети под базенот, односно градскиот стадион. Има многу места во градот кои што се урбанизирани, кои што се погодни за овој тип на нивни интереси. Да, за момент ќе се вратам само на капацитетите, поранешните производствени капацитети, сакавте да ги нудите на потенцијалните инвеститори? Поранешните производни капацитети скоро сите имаат своји собственици. Не се впуштаме во тоа како дојдоа и што направија со нив. За жал, повеќето ги испразнија тие капацитети. Ние покренавме една акција од пред една година да ги идентификуваме, да ги лоцираме, да обезбедиме согласности од собствениците, за да можеме заеднички да настапуваме и тоа е еден од плодовите да благодарени на тоа разговараме заеднички со потенцијалните инвеститори и мислам дека некои од тие капацитети ќе бидат земени во обзир, значи од веќе постоечките капацитети кои што се изградени, кои што имаат своја инфраструктура. Може би не е директно во вашите ингеренции, но следите ли што се случува околу стечајната постапка со Руен? Па,
За жал, пред да се случи тоа, воопшто немаше никаков интерес, нити постоеше, нити имаме ингеренции да тоа го правиме. Меѓутоа, наеднаш, кога се деси стечајот во Руен, сакали или не, или моравме да се вклучиме како општина, морав и јас како градоначелник да се вклучам, ако ништо друго како наблюдувач од страна. И за жал, она што се случуваше во последните години и пол дена не носеше некоја светлина. Сега, после вклучувањето, мислам дека може да се каже дека имаме некои јужни ветрови, имаме некои навестувања дека нешто ќе се случи со Руен. Имаме цврсто ветување дека нема да се распарчува имотот на Руен. Туку заедно ќе одат земјиштето, зградите, машините, алатите и дека ќе се настојува да ова производство кое што го имаше Руен се обнови. Направена, знаете вие самите, дека е направена смена на стечениот судија, направена е смена на стечениот управник. Главниот доверител, една од нашите реномирани банки, најави исто така дека не е заинтересирана да се распарчува имотот, туку е заинтересирана да продолжи да живее. Токму во текот на оваа недела имавме еден состанок со банката, заедно со потенцијални некои инвеститори, заедно со некои други интересенти кои се заинтересирани за тоа. Очекувам дека ќе имаме решавање во догледно време, дали за месец, за два, односно најдосно до нова година, дека ќе се заврши ова голгота на вработените од Руен, дека постепено тие ќе се вратат на работа. Има некој план, некоја програма да се почне со 100 вработени, да се отпочне со сега производство кое што го има, за да после една година повторно се врати оној сјај кој што го имавме, не од времето на пред 20 на години, меѓутоа барем од времето од она што треба да биде од пред 7-8 години. Да. Господине Димитровски, стапката на невработеност во Македонија падна под историски 30%, но во Кочани се уште е над психолошката граница од тој процент. Па, Кочани е карактеристично по тоа што имаше една од најлошите приватизации во Република Македонија и сите наши капацитети кои што ги имавме, а постарите сограѓани и гледачи се сеќаваат дека почнувајќи од фабриката за хартија на влезот во градот од Виница, па до земјоделскиот комбинат на излезот од градот, имаше околу 19.000 вработени. Сега бројката на вработени некаде 8-8.500. Значи, околу 11.000 наеднаш отидоа во стечај, не сметајќи ги оние кои што доваѓаа во меѓувреме од тие претходни 20 години. Зборувам за 90-те години. Од сите тие 19.000 вработени, во сите тие производни капацитети, буквално сите пропаднаа. Останаа нешто поединци, не знам, во Печатница Младост, во Треска, Борис Кидрич, останаа нешто малку во Житоорис. Меѓутоа, земјоделските задруги, земјоделскиот комбинат, во Атом останаа нешто малку, грото од Атом, сите отидоа во стечај и повеќето од нив се стечајни работници со кои што секојдневно среќаваме и кои што секојдневно имаат тамак. Токму тоа е она што допринесе да Кочани биде далеку над просекот на невработени во Република Македонија. Она што беше во погоните на некогашните капацитети беше изнесено, продадено како старо железо, многумина, како што разговарахме во првото прашање, од тие капацитети зјае и се уште се празни. Кого посочувате како виновник што тие капацитети не се рестартираат? Тие што биле во тоа време, никој друг. Вие сте долгогодишен стопанственик, значи, јас сум познато се што се случуваше. Да. Значи, оние кои што ги воделе тие фирми и оние кои што ја воделе политиката во тоа време, се тие директно одговорни, апсолутно нема ниту еден друг одговорен, заради тоа што една соседна Виница, еден соседен град, приватизацијата ја изведе на еден поинаков начин и таму ги немаме таквите потреси, односно повеќето од фирмите останаа во тие рамки. Тоа донесе да нашата стапка биде далеко поголема од нивото на држава, да биде и преку 40%, да нашите најмлади сограѓани го напуштаат градот и да едноставно ја тражат својата гола екзистенција, дали преку земање на
пасоши на туѓи држави, дали преку илегално напуштање на државата, сепак тие се сакали или неќе, тие мора да се грижат за својата Како прв човек на општината, запознани ли сте колку кочанци поседуваат бугарски пасош? Не, заради тоа што таква евиденција не се води и не може да се води официјално, меѓутоа спрема некои неофицијални податоци, она што го имаме, што се раскажува, вие новинарите тоа повеќе го соопштувате на нас, некаде околу 3.500 би требало да имаме наши сограѓани кои што го напуштиле градот. А колку се со пасоши од туѓи држави, тоа исто така не може да се... Ве загрижува ли таа тенденција? Па, еден од главните чекори, зашто се одлучив јас да се вклучам во политиката, е токму тоа, заради тоа што јас сум дел од живењето во овој град и јас исто така имам своја фамилија, имам своји деца кои што, следејќи од трендот на другите, иако има своја екзистенција, гледајќи дека другите негови другарчиња немаат, исто така напуштија. Еден од моите синови е надвор од државата и токму од разговорите, од искуството, од оно што го има со нив, дека сепак може би има подобра живеачка надвор, е тоа што и мене ме натера да се вклучам, да направиме некои подобри услови, да со тие услови возможиме што е можно повеќе наши млади да се вработат и што е можно повеќе да останат овде. Заради тоа што искуствата од многу држави, например во една Ирска, каде што директно присуствувавме, каде што бев, покажуваат дека се е џабе што ги се направи ако ги нема луѓе, да го луѓето отидат. Ирска беше испразнета, дури сега се обновува, сега се враќаат назад, меѓутоа се враќаат сосема поинакви луѓе, сосема поинакви обичаи и навики. Да. Другиот ваш син, да се надоврзам, е менаџер на една од најуспешните компании, не само во регионот, тука и во државата. Зошто немаме повеќе такви успешни приказни на ова подрачје? Па, прашањето треба да го барате од оние кои што се неуспешни. Јас не е никаква фалба, сакам да кажам дека во фамилијата имаме една традиција да се почитуваме помеѓу себе и мене ме радува што мојот постар син појде по стапките на својот татко, се обучуваше во оваа дејност, во графичката дејност која што имаше, тој студираше надвор од државата, се врати овде, се посвети на оваа работа и иако му е тешко, иако се случува со овие бранувања кои што се на нашиот пазар, сепак тој успешно ја води компанијата, можам да кажам дека и поуспешно од мене. Не е тоа никаква скромност. Реалноста е таа, тој има едни други навики, едни други учења, тој повеќе барата со електрониката, со компјутери, со јазици, зборува и далеко е поуспешен од тоа. А зошто во другите компании тоа не се случило, недостасуваат оригинални бизнис идеи, предприемачки дух или можеби условите за бизнис се во прашање, какви цените условите за бизнис? Во оној период кога се правеше транзицијата, изгледа дека недостасуваат такви луѓе во општината Кочани и ако се тоа направеше, мислам дека ќе имаше еден сосема поинаков текст стопанството во општината Кочани. Мене ме радува што имаме мощни млади бизнисмени кои што потекнуваат од поинакви фамилии, значи не се од некои големи бизнисмени кои што биле на времето, биле од обични, не знам, дуќанчиња, занетчи и така натаму. Имаме потенцијал, можеме тоа да го направиме. Но за жал бизнисот го селат во соседните општини. Еден таков скорошен пример имаме. Не би рекол, напротив, значи тоа се ваши сознанија, моите сознанија се дека ние имаме реална основа во градот Кочани. Погледнете во последните години кои се капацитети ги продадовме, кои се ги изградија, кои сега ги почнуваат, така да вашите сознанија веројатно се темелат на некои други основи. Сепак ние имаме еден мощне, како да речам, интерес за бизнисот и тие наши, што ги реков, млади сили, млади бизнисмени, сепак дали се тоа во текстилот, дали се во трговијата. Ево да речеме, една од најпознатите компании во Македонија за продажба на коли, на возила во општината Кочани. Конфекциите најјаки се овде во нашата општина Кочани. Да не ги набројуваме имињата, ќе биде непријатно да ги едни да ги споменеме, други да не ги споменеме. Меѓутоа ние имаме брендови во текстилната индустрија кои што го носат далеку производството, односно извозот од цела Македонија.
Велите брендови во текстилното производство? Не, брендови за извоз, за лон работа. Не мислам за брендови. Не мислам за текстилни брендови, така. Да. Во ред. Еден од главните проекти за регионот секако е гасификацијата. Вие на Советот на градоначалниците на Источно-Албански регион донесовте заклучок сите 11 општини да бидат опфатени со гасоводната мрежа. Најпрвин штипот каде што ќе минува системот 2015 година, а останатите општини 2012. Може ли тоа да се реализира нешто порано? Па сега ние зборуваме за гасификација во Република Македонија, една која што е затечена, која што со постојниот гасовод е направена една проекција, еден проект, каде што гасот е подалеку од кај нас, најблиску доаѓа до Кочани, до економската зона, технолошко-индустријската зона во Штип, а ние сме оставени за втора фаза. Ние на Источно-Албански регион зборувавме за проектот кој што е во фаза на изградба, односно во фаза на подготовка. Тоа е Јужен поток. Знаеме дека Република Македонија потпиша договор со Руската Федерација за поминување на овој гасовод низ Република Македонија, меѓутоа деталната траса се уште не е утврдена и ние се залагаме да оваа детална траса влезе преку Република Бугарија, преку Благоевград, да мине низ Источно-Албански регион, значи да ги мине општините Делчево, Кочани, Штип, понатаму да иде до Велес и каде ќе се натаму спроведува, тоа е веќе друго прашање, заради тоа што ако мине главниот гасовод, ние автоматски ќе бидеме поврзани сите тие општини кои што ги наброив и ќе имаме можности за развивање на детална гасна мрежа. Тоа беа разговорите, тоа е уште во фаза на проектирање, тоа е уште во фаза на подготовка. Очекуваме дека ќе имаме разбирање од страна на владата, бидејќи другиот влез во Република Македонија е кај Крива Паланка и дека овој ќе влезе тука. Со што физибилити студијата кога можеме да очекуваме? Не уште, значи тоа изработуваат компании кои што се одредени од владата на Република Македонија за 6 месеци некаде ние ќе имаме сознание што ќе биде, како ќе биде. Конечната одлука секако ќе се донесе заедно со производувачот на гасот, односно со Руската Федерација. Да. Уште една физибилити студија, новинарите од регионот веќе се уморни од поставување на ова прашање, но тоа ни е работа. Кога може да се очекува изградбата на регионалната депонија? Па не знам зошто се уморни од ова прашање, заради тоа што е долго најавувана. Па долго најавувана, меѓутоа нејзината изградба е кажана уште во самиот почеток кога ќе биде. Значи тоа е еден проект кој што е долгорочен, кој што се одвива во рамките на Европската Унија, во рамките на ИПА програмата од Европската Унија и кој што комплетно ќе се гради со средства од Европската Унија, значи се работи за грант. Изминаа веќе 3,5 години од како овој проект тече. Едниот, значи почетниот, иницијалниот дел во подготовката на капацитетите на општините и предпријатиите кои што се бават е завршен. Втората фаза е изработка на проектна документација, тоа е сега тендерот заврши, ќе тече наредните 3 до 4 години, за да дури после 2017-2018 година отпочне со практична реализација и нејзино заживување дури, не знам, после тамо 2019. Тоа е кажано во самиот почеток и можеме да разговараме за фазите како ќе се одвиваат во тој период. А се одвиваат ли според посетуваната динамика? Работата на Европската Унија е таква, значи не е како кај нас наеднаш и брзо, и тие сакаат да имаат увид во секој еден процес кој што се одвива, малку подлабоко. Се работи за голем проект, беа потрошени 1,5 милиони евра, сега се во оваа фаза уште 2,5 милиони евра. Целокупната ќе биде некаде преку 40-45 милиони, можда и 50 милиони евра. Заради тоа што треба да се опремат сите општини, сите јавни предпријатија и треба да се направи еден поинаков природ на собирањето, односно управувањето со цврстиот отпад. А кога сме кај странските пари, неодамна завршија форумите во заедницата, Кочани се одлучи за изградба на нов експлоатационен бунар за вода за пиење. Поголемиот дел од средствата секако ги донира швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања, но и Советот изгласа и општинска поддршка, односно кофинансирање на проектот. Како ќе тече истиот?
Добро, ние имаме повеќе проекти во делот на форумите на заедниците. Еден тече на заеднички помеѓу општините Кочани и Пробиштип на Пониква, тоа е изградбата на патот од паркинг плацот до црквата до манастирот Свети Василий. Ово е од преку форуми на заедници од страна на проектот за сливот на река Брегалница, значи за заштита на подрачјето на сливното подрачје на река Брегалница, и тоа е само еден дел, да секоја општина добива по 50.000 франци, воколку се покаже, односно доколку постои согласност од општината, и ова што го рековте, воколку советот на општината се согласи дека ќе кофинансира некои 20% од тој проект, дека граѓаните на општината ќе дадат толку средства. На форумот се развија мощни интересни прашања, две дојда како врвни, едното беше атмосферската канализација на улицата Лазар Андонов во старото игралиште. Другото беше изградба на експлоатационен бунар. Нагласањето, тука значи граѓаните одлучуваат, не одлучува општината, нагласањето далеку поголем број на гласови однесе ово изградбата на така речи едногласно експлоатациониот бунар во местноста Грдовски орман, со што ќе се зголеми издашноста на сите бунари и овака е добра, стабилна состојбата со водоснабдување во општината Кочани, меѓутоа уште повеќе ќе ја подобриме оваа работа. Сакам да напоменам дека ние ќе имаме и други такви грантови, меѓутоа тука ќе имаме веќе еден надпреварувачки дух помеѓу овие 13 општини кои што се опфатени со овој проект, и очекуваме дека тука тие се далеку поголеми, 200-300.000 швајцарски франци, очекуваме дека тука ќе можеме да се носиме, односно да бидеме меѓу првите општини кои што ќе понудат поквалитетни проекти, дека ќе можеме да ги добиеме. Какви проекти? Па исто така во делот на сливот Брегалница, воглавном за заштита од атмосферски води, за водоснабдување, за фекални канализации и заштита од ерозија, значи се околу водата. Бидејќи овој проект Брегалница, тоа значи заштита на течението, односно сливот на реката Брегалница. Така, споменати Пониква, овде се разбира и одлуката на Советот на последната седница, а тоа е давање согласно за формирање на заедничко јавно предпријатие меѓу Кочани и Пробиштип. Па тоа е едно предпријатие прво формирано во Македонија по овој нов закон за меѓуопштинска соработка, каде што двете предпријатија формира заедничко јавно предпријатие за одредени прашања на одреден регион, бидејќи Пониква е поставена на територијата на двете општини, знаеме дека патот ги дели двете општини, патот е граница меѓу двете општини. Ние се договоривме да тоа заедничко јавно предпријатие биде заедничко, да има подеднаков број вработени од едната од другата општина и да се грижи првенствено за опремата која што е веќе уградена од страна на владата на Република Македонија преку МЕПСО и за она која дополнително ќе биде вградена. Значи, ова опрема која што е вградена досега ќе биде донирана на двете општини, значи повторувам, на двете општини, не на јавното предпријатие, а двете општини ќе ги дадат на управување на тоа јавно предпријатие. Тоа јавно предпријатие буквално нема да располага со свој имот, туку ќе го користи имотот и на двете општини. Останува понатаму да видиме од сегашниот имот кој што го имаме ние како ски лифтови, како објекти таму, исто така и општината Пробиштип, останува да и тие веројатно дека со одлука на Советот ќе им ги дадеме и тие да управуваат тоа јавно предпријатие. Таму значи ќе се управува со тоа, ќе се управува со одржувањето на таа опрема, со чистењето на патиштата, со собирање на сметот, со водоснабдување, за тоа што имаме квалитетни проекти за водоснабдување. Така да очекуваме дека ќе биде тоа позитивно искуство. И со скијањето на вештачки снег, претпоставувам. Па исто така еден главните работи е тоа, имаме топови за вештачки снег, главната поента е тоа и тие треба да ракуваат со таа опрема, ќе имаме да ратрак, една санка, тие луѓе кои што ќе бидат во јавното предпријатие треба да ги обслужуваат фактички сите гости кои што ќе доаѓаат таму со тоа. Како и да се вратиме на локалниот буџет на локалните финансии, имавте половина милион евра помалку буџетски приливи од проектираните. На што се должеше тоа? Тоа се очекување дека ќе имаме од прилика половина милион
евра помалку, заради тоа што буџетот е реализиран со 51% за 9 месеци, значи заклучно со 30 септември наместо да биде 75, тоа е со 51%. Тоа првенствено се должи на два факти, на два аргументи кои што се реални, кои што треба да бидат прифатени. Ние, една од главните ставки беше полнење на буџетот од продажба на градежно земјиште. Меѓутоа, заради локалните избори од декември месец минатата година, па се до април, беше забрането, односно антикорупцијска тоа не го дозволува, со закон е забрането продажба на државно неизградено градежно земјиште. И нормално е кога се подготвуваше од месец април, ние фактички оваа година наместо да имаме досега 9 огласи, имаме само 2 такви огласи. Да, и 20 милиони 300 000 денари помалку. И тоа е едниот момент. Вториот момент е чим нема продажба. Вториот момент е дека атрактивните локации за градежно земјиште се продадува и ние немаме веќе така атрактивни и скапи локации. Сепак се продава далеку поевтино и приливот од тие средства е далеку помал. Автоматски со продажбата на градежното земјиште имаме помалку и инвеститори кои што плаќаат помалку комунали и кои што исто така го намалуваат буџетот. Најавен е ребаланс на буџетот пред крајот на годината? Не. Тоа од вас прв пат слушам, со тоа завршуваме. Ние ребалансот го завршивме пред 10 дена. Најавена е, вие веројатно се работи за погрешна информација. Буџетскиот календар е најавен, кој што почна пред 7 дена, односно од први овој месец, и во овој месец се врши пријавување, иницирање на сите, значи испратен апел до сите чинители на кои што заинтересирани за буџетот, дали се тоа невладени организации, дали се тоа здружени на граѓани, дали се тоа местни заедници, па дури и од поединци можеме да ги разгледуваме до крајот на месец септември, за да стручните служби заедно со комисиите на Советот ги подготват програмите кои што ќе бидат некаде до средината на месец ноември. Значи тоа е пропишано со еден буџетски календар кој што се одвива во секоја од општините во Република Македонија, за да на крајот на месец ноември се комплетира она што се очекува како прилив и она што од тој прилив може да се финансира во наредната година, за во почетокот на месец декември да се продискутира околу тој буџет и крајот на месец декември да го имаме свеченото усвојување на буџетот. Така да веројатно мислите за тоа, веројатно така погрешно ве информирале, да го интерпретирате. Така. 20 милиони 300 000 денари ги исполнав, ќе се задржам на приходната страна на буџетот. Тоа се помалку приходи од комунали кои што неколку пати е веќе говорено за тоа дека имаат највисока цена во централното градско подршје во однос на оние кои што ги имаат другите општини во регионот и пошироко. Па и тоа е погрешна информација, значи општина Кочани е една со најниските, не ги сметаме другите општини како што се Чешиново, Блешево, Зрновци и Карвенци. Општина Кочани има пониски комунали од општината Виница, од општината Штип. Зборуваме за центарот на градот. Да, за центарот на градот зборуваме. И уште кога ќе додадеме 20% дека скоро секој пат имаме акција, далеку сме поевтини од многу општини во Република Македонија. Но не и по цената на водата од 31,5 денари за кубик за домаќинство. Исто така и тоа се дезинформации, дека цената во општина Кочани е една од најскапите. Општина Штип има 35 денари, општина Кавадарци има 42 денари на водата, така да јас би ви препорачал да ги дојдете кај мене, да ги погледнете сметките за вода или во комуналното јавно предпријатие од другите општини во Република Македонија, кои што имаат... Зборуваме за регионот. Штип има највисока и веројатно највисока во државата заедно со Куманово, Велес и Кавадарци. Така, добро сте информирани. Но не заостанува ни Кочани. Виница има еден поинаков систем, Виница не ја спомнав, на водоснабдување по природен пат и можеби за тоа има таква цена поевтина. Меѓутоа, оние кои што имаат препумпување на два пати и кои што половината од цената на водата е електричната енергија, нормално да имаат такви цени на водата. Затоа треба да ни биде заложба на сите да цената да ја забрзаме реализацијата на
Браната Речани, од каде што ќе добиваме по еден природен пат, вода, значи без овие трошоци за струја, каде што ќе можеме да... Загрозена реализацијата на проектот Брана Речани со компензација за бунарот за вода од форумот на заедниците, како што заговара опозицијата? Воопшто, значи, нема допирна точка една со друга. И тоа е, како да речем, пукање во празно, односно прибирање, или јас, кога ќе го кажам, тоа е губење на политички поени, заради тоа што за општина Кочани е важно да имаме вода. Значи, каква и да биде, ние сме една од општините со најредовно снабдување во Република Македонија. Ние немавме буквално ниту еден ден редукција на вода во летните периоди последните 5 години. Имавме недостатоци заради тоа што имавме проекти па се вршеа прекини заради интервенција во системот. Меѓутоа, заради недостаток на вода ние немавме ниту една интервенција и тоа ќе потрае подолго време. Ние со изградбата на Браната Речани ќе трае сигурно 10 години, заради тоа што имаме неколку фази од тоа, изградба на пристапен пат, патело на браната, понатаму целата друга инфраструктура, па дури тогаш доаѓаат цевководите за општина Кочани и општина Виница, а во тој период граѓаните на општина Кочани мора да имаат вода за своите основни потреби, било за пиење, било за санитарни потреби или за индустријата. Позитивни се веројатно и сигналите од владата дека проектот ќе се реализира. Проектот Речани се отпочна и проектот Речани ќе се реализира сигурно во наредниот период. Ги набројувавме фазите кои што идат, средствата се обезбедени, тоа е најбитниот факт, најбитниот чекор. Значи во буџетот за 5 години напред, секоја година има обезбедување по некои 20 на милиони денари за овој капитален проект. Немаше рестрикции? Не, воопшто нема. Во тој дел нема рестрикции. Сведоци сме на неколку урбанистички зафати во централното градско подрачје, изградба на нова пешачка патека на улицата Маршал Тито, на потегот од шопинг центарот за сега па до поштата. Имаше најави за продолжување на спротивната страна, имавме интервенции од спротивната страна на реката кај градскиот парк во близина на центарот за култура. Планирате ли нешто во следниот период за разубавување на градот и се разбира поголема функционалност? Граѓаните, гледачите констатираат дека секојдневно се работи и во центарот на градот, секојдневно се работи и во приградски, во оддалечените места од центарот на градот. И ние имаме задача до тој центар го средиме, да го направиме едно културно место. За жал, 30 на години наназад во центарот не беше буквално направено ништо, поготово за пешаците кои што се во далеку поголем број од оние кои што се моторизирани. И сами забележувате дека почнувајќи од просторот кај катастарот, односно фондот за пензиско и здравствено осигурување, понатаму пред шопинг центарот, сега ги наброивте двете страни на улицата Маршал Тито, од другата страна кај кафејаната Пролет, и наша задача е да во наредните 2 години, 3 години да комплетно го решиме тоа тие пешачки шеталишта во центарот на градот. Оваа година продолжуваме покрај кејот на Кочанската река. За наредната година е веќе предвидено просторот пред Стопанска банка, очекуваме исто така со нив заедничко потек и целиот овој опфат околу овој кварт кој што е во строгиот центар на градот. Понатаму за наредните 2 години исто така, знаете дека минатата година интервенираме во центарот околу фонтаната. Сакаме да и тој дел го завршиме овде пред трговскиот центар, меѓутоа една сурова реалност е дека секој пат недостасуваат средства, недостасуваат пари во буџетот, бидејќи сепак имаат премногу места кои што треба да се интервенира, па постепено и тоа ќе го решаваме комплетно сега. Да, решивте и дел од главните крстосици во градот, како она пред полициската станица. Па мислам дека тоа е едно капитално дело кое што се заговараше мощно одамна и дека со поставувањето на овој кружен тек ќе се подобри сообраќајот на тој дел и нема да ги имаме тие непријатни моменти кои што ги имавме порано и удеси и незгоди сообраќајни, дека со тоа ќе го растовариме сообраќајот во тој дел од градот. Очекуваме уште на 1-2 места да доиспитаме дали е можно да се тоа направи пред хотелот Национал, кај што сега е многу фреквентно
и оно импровизиран кружен тек не ги задоволува потребите и уште на едно место кај потегот на Руен. Меѓутоа се зависи од тоа што ќе покажат анализите од страна на сообраќајните стручњаци и што ќе покаже касата, односно джебот на буџетот на општината Кочани. Дали мислите дека со уведувањето на косото паркирање го решивте проблемот во градот? Не, го ублаживме заради тоа што конечното решение може да се постигне само на тој начин што ќе се воведе ред во паркирањето, односно плаќање како што е во другите градови. И јас сум заговорник, поборник на тоа. За жал, се уште е во фаза на подготовка, се уште е во фаза на обработка и иако кај одредени наши сограѓани не идува на отпор. Да, ќе речем за среќа на граѓаните што се пролонгираш. Не е за среќа, туку за штета на граѓаните, заради тоа што повеќе штета трпат оние кои што не можат да се паркираат отколку оние кои што си ги паркираат овде возилата и ги зафатат за други. Кочани ние мора да го направиме. Да, ќе воведете зонско паркирање, колку би чинело? Па се уште нема дефинитивни цени, предлогот е да биде 10 денари од час. Да биде на неколку нивоа, далеку поевтино да биде за оние кои што се жители на тие подрачки со лична карта, да биде поскапо за оние институции кои што сакаат да имат резервирани паркинг места. Тоа е едно комплексно прашање кое што се разгледуваше, има подготовка, меѓутоа потребно е тоа да го донесе Советот. Јас како градоначалник и стручните служби го имаме подготвено за некои 250 паркинг места и сметаме дека ќе овозможиме да биде градот далеку попристапен од колку што е сега, поготово во оние шпицови како што се вечерните часови, летните периоди, околу Нова година кога доаѓаат нашите сограѓани од странство. Буквално е за жалење оние доаѓаат и буквално кај мене се јавуваат или кај нашите служби зошто не ни е возможно да се паркираме. Сте разместувале можеби за катна гаража? Имаме во урбанистичкиот план, ние имаме една катна гаража во централното градско подрачје, меѓутоа без воведување на плаќање надоместок за паркирање, абсурдно е да се размислува да се направи катна гаража заради тоа што таа треба да стопанисува економски. И тоа првата фаза ќе беше ова, значи да се воведе на постојните паркинг простори, а втората фаза би била да се изгради, да се даде на некој приватен партнер да го тоа реализира, за да може тој да го спроведува целокупното паркирање, да го менаџира целокупното паркирање во градот. За целата наведете катна гаража во детален урбанистички план, за генералниот урбанистички план кој што еве конечно го носите после 15 на години, што предвидува? Па не би рекол 15 на години. Урбанистичкиот план на Кочани е некаде, не знам точно кога, 80-тите години. И не е ни целосно усвоен, туку на мала врата е протеран и се направени некои катастрофални потези кои што не дозволуваа развој на општината Кочани и кои што строгиот центар на градот, знаете колку време се еден детален урбанистички план, колку време се спроведуваше. Буквално е закочено и во другите делови на градот. Имаме еден закочен кај Соколаната, кај општината, кај општинската зграда. Со тој генерален урбанистички план ние сакаме да направиме две работи. Прво да ја согледаме реалноста на општината Кочани, она што е затечена состојба, и второ да овозможиме развој. Значи, тоа ќе ги опфаќа сите делови во градот и ќе ги опфаќа и сообраќајот, ќе ги опфаќа и индустријата, ќе ги опфаќа сите други намени како што се автобуска, железничка станица, движењето на сите тие луѓе, кај ќе биде индустријата. И очекувам дека за година дена до крајот на 2014 тој генерален урбанистички план ќе биде усвоен и дека ќе можеме да поинаку гледаме на развојот на општината Кочани. Што се за крај, едно прашање кое што се наметнува барем кај љубителите на спортот. ЖФК Кочани веројатно годинава ќе атакува на шампионската титула. Се формираше футсал клуб исто така со името Кочани, работат младински категории под истото име, додека Осогово тоне, вие арбитриравте во еден случај помеѓу двете раскарани страни, но проблемите не застанаа овде. За жал, така е. Се забележува дека спортот во општината паѓа на сите области, поготово
ние сите како кочанчани сме стручњаци за фудбалскиот клуб Осогово и можеме да разговараме за Осогово и знаеме како ќе го решиме Осогово. А кога треба да се обезбедат средства и оно главното што е, никој не бркнува во својот џеб за да ги обезбеди средствата и секој ги бара од друго место. Токму заради тоа се впуштив јас пред месец-два помеѓу двете раскарани страни. Прв пат се вклучив во овој мој период од 4,5 години како сум тука, со цел да се направи компромис и да се избалансираат силите од двете екипи, од двете групи, да се направи една заедничка екипа, сметајќи дека со тоа ќе се постигнат подобри резултати и ќе привлечеме публиката и ќе привлечеме оние кои што можат да го помагаат фудбалскиот клуб. Тоа е стопанството пред се. Меѓутоа, за жал, тоа не вроди со плод. Тие се помеѓу себе испокараа повторно. Еве сега слушам дека една друга нова група влегува во тоа. Мене ме радува дека еве постигнато е нешто и очекувам дека ќе се надминат тие проблеми и дека Осогово, без обзир во на кое ниво ќе се надпреварува, ќе биде гордост за нас, за кочанчани, заради тоа што знаете дека до година славиме 90 години од постојањето на тој фудбалски клуб и ние сакали или неќеле ќе го поддржуваме како општина да не пропадне. Меѓутоа ние не можеме да го поддржуваме со нереални амбиции на некои луѓе и со смирување на страсти на некои луѓе. Тоа го докажува и она што го дадовте во почетокот. Женскиот фудбалски клуб Кочани досега од општината нема побарано ниту еден денар, нити потрошено ниту еден денар. Фудбалскиот клуб Кочани, кој што е само младинци, има се на се 30.000 денари за организирање на турнирот 7 поред меѓународен во чест на ослободувањето на градот Кочани и Денот на државноста на Република Македонија. Значи, буквално не кошта ништо и си ги знаат амбициите до каде можат да отидат. Такви се случаите и со нашите гимнастичари, такви се случаите и со нашите каратисти, такви се случаите со нашите кошаркари од младинските категории и мислам дека само на тој начин ние можеме да го гледаме спортот. Општината Кочани го помага спортот во границите на незините можности, ќе го помага и понатаму, меѓутоа не може да одржува еден врвен спорт, едни такви кавги да ги поддржува едната или другата страна. Ние сакавме да го опремиме стадионот со облегувалните, за да можеме да гледаме и меѓународни надпревари. Имаме од Фудбалската федерација најави дека ќе организираат меѓународни надпревари во Кочани кога се створат услови. Меѓутоа, во таков момент, кога не знаеме кој кого праша и кој кога отвара, кој кога заклучува, како општина не сакаме да инвестираме ниту во тој дел. Така да кога ќе се смират страстите, можеме така поинаку да разговараме и заеднички да го понудиме Осогово на некој кој што ќе го користи брендот Осогово 90 години, за да може да и да го спонсорира, меѓутоа и да ги ужива утре благодетите од тоа што ќе ги постигне тој клуб. Господин Димитровски, јас ви благодарам за исцрпните одговори во интервјуто во Версус. Благодарам и на вас и повелете во секое време, стојам на располагање. И поздрав уште еднаш до гледачите на Канал 8 телевизија. Благодарам за вниманието, останете со Канал 8. Версус со Горан Лалов.